Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте во 10-тото некакво си јубилејно издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан. Добар ден. Добар ден. Еве, вчера стигна поздрави и честитки за новата Македонија, Северно Македонија. Македон. Дојде од другарот Ким Јонг Ун. Да. Тој вели дека му е многу мило што Северна Кореја конечно добила помала сестра во Северна Македонија. Меѓутоа, малку мисномер е тоа, Македонија и Северна Кореја се одамна збратимени. Да. Само сега веќе се збратими и по името. Да. Така да, досега беа по системот на владење побратими. Да. А сега се збратимени и по името. Да. Така да, сега веќе да раскиндиво е. Не се само крвни браќа, Да. туку ете сега бидна и формално. Да. Пред да навлеземе подлабоко во дискусија во нашава емисија денеска, сакам малку да завршам што се вика овдека дневен ред, куќни работи. Да. Зошто не навлегувам во дискусии на Facebook и зошто сум краток во мојата кореспонденција на Messenger. Значи ова сакам да им се обратам на нашата публика, на нашите гледачи и слушатели. По некои ми праќаат пораки на Messenger или во некои дискусии, коментари на некои од нашите видеа. Останувам прилично краток поради тоа што нема многу време за трошење. Да. Ти си малку повеќе поактивен на тие Да. работи, меѓутоа ние имаме фамилиарен бизнис овдека, што значи дека тоа не е само 40 часа неделно, туку некој пати и по 100 часа неделно. И не само тоа, имаш уште други обврски, превод на книга. Значи тоа е првата работа. Основната работа е екзистенцијата. Екзистенцијата. Бидејќи ние екзистенцијата обезбедуваме сами. Да. Некој не финансира, Да. ниту бараме некој да не финансира, Да. бидејќи така ја држиме самостојноста. Да. Затоа што само имаме линк за доброволни прилози, кој сака да го помогне нашето работење. Но ние не презимаме врска дека со и $1 ако ни пуста да не разбера дека ние ќе станеме нивни. Да. Иако до сега не сме добили ни $1. Да, добивме стотка од Ама тоа зборам одамна. одамна, тоа е чест, мислам за поздравување потекот на Кумановецот. Да. Сега да не го го именуваме, именуваме, меѓутоа само е- многу сме благодарни, да. Човекот од Куманово Да. и многу сме благодарни кој собра храброст Да. и покажа желба да поддржи една македонска иницијатива. Да. Што е најбитното. Да. Не е битно колку пари се, можеше да биде $1, ние ќе бевме еднакво благодарни. Да. И да беа и $1.000, пак ќе бевме еднакво благодарни. Еднакво благодарен. Втора причина за тоа за мојата краткост и недостаток на време е токму ова што го спомна ти. Како што веќе имаме наговестено, работиме на еден по-сериозен проект, а дел од тој проект во моментов е превод на книга. На втората книга. Значи првата ја направивме лани. Вторава книга ќе биде Македонија, незините народности и нивната иднина, напишана од Хенри Нуел Браусфорд во 1906 година. Веќе влегува во последните 10 на 15 страници. Потоа ќе треба, значи, второ читање, некои мои известни поправки, па ќе оди на лектура. Така да, ако се водиме по она што бидна лани со црна рука врз Европа, сметајте дека некаде до летото ќе фати дури да биде објавена книгата. Меѓутоа повторно ќе биде објавена бесплатно. И повторно за тоа не очекуваме ништо. Зошто го работиме тоа? Очекуваме. Нема така да очекуваме дека луѓето ќе добијат уште едно големо сознание Да. за она што случува во Македонија. И за на што се Не очекуваме пари. Ама јас сакам тоа да го појаснам. Што е нашето очекување? Да. Јас пред малку реков дека ние не очекуваме од никога финансии за да не купи некој. Да. И ова е сосема една многу битна работа, бидејќи
Она што денеска не се случува во овие, да кажеме, од 45-та па навака, кога се гради една лажна историја, го открива многу работи, открива Брајсфорд во неговата книга. Да. Посебно односот кон албанците. Да. Она што е рак рана на македонското општество од 45-та навака. Да. Прв пат со лажното учество на албанците во Илинденското востание, па потоа со лажното учество на албанците во народосветната борба. Да. И сега нормално книгава е од 906-та, така да не пишува ништо за Втората светска војна, меѓутоа ја гледа односот помеѓу македонците и албанците тука се гледа многу јасно и јасно е дека воопшто нема шанса албанците да учествувале на страна на Македонија во Втората светска војна. Биле, може се бројат на прсти колку биле. Значи, споради тие дејности, немаме многу време да, јас посебно немам многу време да навлегувам во поголеми дискусии, поопширни дискусии онлайн. Меѓутоа, сакам да ви биде јасно дека ги читаме вашите коментари, многу не радуваат и многу не охрабруваат вашите пораки и затоа ве молиме продолжите да ги праќате, затоа што тоа е единствениот надомест кој што сега го примаме. Она што сакаме да го видиме, како што ти рече, резултатите, тоа се гледа се повеќе и повеќе во изминативе десетина години, се гледа дека нашите мислења, нашите информации кои што ги ставаме во етерот полека но сигурно си се пробиваат низ македонската јавност. И тоа на нас не радува. Ние не бараме некој нити да ни даде медаља, нити да ни даде пари за тоа, затоа што пак имаме политички амбиции. Да. Така да ги разјасниме сите. Да. Ние сме сега овие денови малку повеќе размислувам на тоа прашањето што е всушност десничарството. Имаше и некоја дискусија на групата македонски либертаријанци. Да, така некој десничари, либертаријанци, така натаму. Па размислувам во таа насока што е тоа десничарството. Порано малку повеќе го нагласувавме индивидуализмот. Тоа го работевме поради тоа што доаѓаме од комунистички систем. Меѓутоа, суштината на десничарството е една рамнотежа помеѓу колективизам и индивидуализам. Ние се залагаме за индивидуализам, односно за индивидуална иницијатива и индивидуално прифаќање на одговорноста. Односно, бараме од секој индивидуалец да инсистира самиот да си ги реши своите лични проблеми, екзистенцијата, она што го мачи и така натаму. За на тој начин да можеме да градиме по-стабилно општество. Меѓутоа, кај влегува колективизмот во сето тоа? Колективизмот е она нашето заедничко народно, национално наследство. Да. Значи, тука зборуваме за нашата култура, за песните, за митологијата, за обредите и така натаму. И тоа е она што колективно мораме да го штитиме. Сега, тоа е всушност она што ни се случи наопаку. Да. Дојдовме до последниве, значи 70 години да ги кажеме, ајде да не идеме подалеку. Македонскиот менталитет е колективистички во однос на решавање на проблемите, односно на решавање на екзистенцијата, односно некој друг треба да ми ги реши, да ми ја реши екзистенцијата, како треба да преживеам, како да ми се плати за мојот опстанок. А кога доаѓа за националната совест, тогаш секој на своја страна. Прифаќаме турбофолк, прифаќаме джган, турски серии, прифаќаме се и се што, најглупавите работи од Западот ги прифаќаме веднаш. Македонската народна музика се повеќе и повеќе се губи меѓу младината, кој знае колку ја познава. Затоа користам народни песни како нашата шпица. Значи, тоа е она што ние се обидуваме да го превртиме.
да си осознаеме вистинската историја и да си ги сочуваме вистинската култура. Во однос на културата, малку полесно треба да ни биде тоа, затоа што дури и комунистите со цел да го изградат својот имидж дека тие навистина градат македонска нација, дозволија некои работи да се снимат неколку плочи на Васка Илиевра, Никола Бадев, на Кирил Манчевски и така натаму, кои што ја очувуваат македонската народна песна. Благодарение на брачниот пар Колозови се снимија и македонските народни приказни. Фолкфест Ландово спаѓа во таа категорија. И него треба секој да го истакнуваме, затоа што беше прв фестивал кој ја се почна да ја сочува македонската музика, македонското творештво во народната музика. Да. Ако не беше тој, мислам дека во тие години, во преломните години на разбојување на распад на Југославија, не знам како ќе беше но сега малку ова не ми е баш во план да го дискутираме, но веќе го спомна Фолкфест Ландово. Сега е контроверзијата со светското првенство со Стојче Стојлов. Да. Ракометарот, кој што пред 2 недели ја напушти манифестацијата спортист на годината поради тоа што овој како се викаше церемонијал мајсторот зборувал на албански првин и во знак на протест Стојлков си заминал. Сега албанскиот коментаторски тим на македонската радио телевизија Канал 2 не сака ни да му го спомне името, туку се ословува на него како на играчот број 5. И реакцијата е нашиве ракометари сега ја пеат Бисер Балкански на како песна за славење. Тито Беличанец, каков човек, какво ѓубре може да има такво име? Тоа е лигуш. Само по името. Точно името си го одразува карактерот на човекот. Тој вчера се јави во медиумите, велејќи дека треба, вчера дека треба да се суспендираат сите овие што ја пеат Бисер Балкански. Ние бевме таму, сега јас можеби сум бил заспан, меѓутоа ти беше таму на вечерта кога Гоце Николовски меѓу првите пати ја изведе таа песна. Тоа беше година дена пред. Да, година дена пред официјално да се изведе. Постои фотографија од таа вечер. Од таа вечер на фотографиите сме јас, Гоце, Нино Величковски и уште еден човек му го заборавив името. А ќе кажам зошто. Што е причината. Иако бевме генерални спонзори генерални покровители на Фолкфест Ландово, бидејќи бевме приватна фирма, од приватна фирма тогаш беше многу голем страф во Македонија. Ова е 89-та, така ли? Така. Организаторот на Фолкфест Ландово за нас немаше обезбедено спиење во Ландово. Ви отстапи собата, креветот во собата, Нино Величковски на тебе и на брат. На мајката... Нино не му треба кревет. Да, не. Нино се жртвуваше и ако требаше да пее утре ден на финале, да преседи со мене и со Гоце да преседи цела ноќ по кафејана. За да има кај да спиете вие. Мајка ви спиеше со една, сега не може ми текне жена, пејачка исто беше. А ние цела ноќ преседевме во кафаната, како се викаше, сега не ми текнува на името, но во кафејаната газата снема мастика. Толку бевме вредни. Затоа што бевме поголемо друштво. Не бевме цело време само ние тројца, четворица, него се менуваше друштвото. Тоа беше таа кафејана беше за музичарите и најчесто беше најинтересен, бидејќи Нино е шоу мајстор за такви работи. Да. Тогаш Гоце прв пат ја испеа Бисер Балкански. И тоа некаде ја испеа после 2 часот ноќта. И песната веднаш ми остана во... И го терапевт ги повторуваше неколку пати до сабајлето.
додека се разори, па јадевме чорба и после, не знам, мислам дека испивме по некој шприцер, а Гоце пиеше пиво. И така, Нино продолжи дента, јас мислам дека отспав во кола, а Нино продолжи со Гоце да играат, тие има пожестоко темпо од мене. Да. И Нино... Епа да не ги пресече. Ако... Да. И Нино мислам дека освои награда за најпатриотска песна. Да, Бабино девојче. Бабино девојче. Тоа е еден спомен, Нино сигурно се сеќава на тие настани, бидејќи за жал Гоце почина. Нино остана само следок на тие. Да. И тој ми донесе сликата, што се сликани со Гоце Николовски и со него во кафеаната таа вечер, кога првпат се пееше, кога првпат јас ќе слушнав. Тоа е цела година пред. Така да лудоста на Тито Пиличанец е една таква песна, да брани, да бара да се заради таква песна која е офици, која ниту е забранета, Да. ниту е. И има уште една многу битна работа, сега работам таму нешто, читам и спремам нешто, еден текст. И тоа го споменав минатиот пат во едно мое мислење, дека во манифестот на Аслон, кој е обврзувачки документ, стои дека македонците секогаш ќе се залагаат за обединување на Македонија. Тоа е манифест на кога е донесена одлуката за формирање на македонска држава. Да. Значи тоа не може никој да го забранува. Да. Ја не може да разбирам професор на правни факултет, нисам Така, белишен, да. не знам, некако си професоре. Јас би рекол дека нивото на образование, реалното образование, му е на дете од, може би од предшколска возраст. Кога не може тоа да го разбере, тој треба да го почитува уставот како професор со звање на професор академско звање. Е сега, зошто мојата анализа, зошто тој така реагира за Бисер Балкански, зошто таа песна толку им пречи? Има една изрека, не ми текнува точно која има кажано, од средновековието е некаде. Или, дајте ми да ги пишувам песните на народот, Да. а кој сака нека ги пишува законите. Така е. Се дори, значи, ги имаме нашите песни, не можеме да згаснеме како народ. Така е. Елитите градат држави, но селаните прават народи. Народи, тука е. Тоа е големата вистина. Сега, значи, сега сме, да навлеземе во главната Селаните ли, дискусија. некој да го не го разбере погрешна конотација. Народното творештво ја прави нацијата. Па сега да не се користам со марксистичка терминологија, можеме селаните или пролетерите. Не пролетери, не. Тука нема врска пролетери. Па добро сега. Зборувам за општата маса. Да, така. Затоа што јас не се плашам дека некој ќе го разбере погрешно од нормалните луѓе. Да. Оние кои сака да навлечат критика и навлечат бес на нашите емисии, Да. после на вакви, сега нова, да и најдат мана, Да. ќе кажете, не става дека сите сме селјаци. Да. Тука ја познавам работата на УДБА и затоа сакам Да, јасно. да ги спречам Да, затоа што тие што се плашат од овие работи, тие не сакаат да дискутираат за аргументите, туку вадат нешто од контексти, на тоа сакаат да прават некој нивен наратив. Да. Значи, навлегуваме во главната тема. Минатата недела првин се изгласа измените за Уставот, односно официјално бившата Југословенска република Македонија стана Република Северна Македонија. И после тоа Талјат Чафери со ново прекршување на Уставот го потпиша да стапи во сила законот за јазици. И значи сега веќе македонците стануваат второстепен народ во Македонија. Ке почнеме од овде. Значи, ова, според мене,
Ова со двојазичноста има две работи. Тука прво е исполнување на идејата за Албанија од време на Призренската лига. Ова е идеја која што почнува да се раѓа некаде околу крајот на 19. век, подоцна од идејата за автономна Македонија. А еве многу по-брзо се чини таа идеја се реализира и многу по-стабилно. Во Брајлсфорд тој процес е многу јасно опишан. Албанците до почетокот на 20. век немаат ни азбука. Нивниот јазик е сосема како да кажем, односно нивната култура е непостоечка. Тие немаат цивилизација тогаш, има неколку градови што се на приморието каде што има малку повеќе цивилизација, таму се грцифицирани тие луѓе, меѓутоа внатрешноста на Албанија и остатокот од Косово и другите предели каде што има албанци се навистина диви. За многу кратко време албанците успеваат поради нивната борба за јазикот, за зачувување на нивниот јазик, односно за промоција на нивниот јазик, преку таа борба тие успеваат да го створат овој великоалбански дух. И, значи, тие низ какво дередже минале во Првата светска војна, требале од балканските војни тие излегуваат повторно како дел од друга држава, па им се дава некаква си автономија. Па во Првата светска војна секој минува тука и секој прави што сака. Значи, паѓаат уште по-ниско, но еве денеска конечно после 100 години тие излегуваат и веќе се на праг да ја остварат нивната идеја за Велика Албанија. Тие веќе имаат две држави и Македонија станува нивна трета држава. Ова што го направи Талија Џафери е истовремено и провокација и флексање на мускули. Да се покажат дека тие се веќе првостепен народ. Во однос на провокацијата првен да ја продискутираме. Апелираме до македонците да не потпаѓаат на ова. Затоа што ништо не можеме да добиеме од ова. Сега сме фатени во една клјуса. Само глави и разумни постапки може да најдат решение. Инаку наследување на провокации само уште полошки се одрази врз нас македонците. Да. И сега би сакал да прочитам дел од еден апел кој што некој албански големец му го подготвил за Брајлсфорд да го пренесе кога ќе се врати во Англија и да го пренесе на англиската јавност, односно на англиската политичка јавност. Апелот вели вака: албанците, христијаните како и муслиманите со векови ја леат својата крв во чест на империјата, на Отоманската империја. Католичките планинци отсекогаш се бореле под бајраците на нивните поглавици против русите, србите и црногорците. А воената историја на империјата е полна со примери на хероизмот на овие храбри војници. А како награда за оваа нивна служба, империјата ја озакони репресијата со највизантиски методи, култивизацијата на нивниот јазик, првото интелектуално право на човекот. Вие ми велите дека ќе се обидете да покренете интерес кон албанското прашање во Англија. На тој начин, мој драг пријателе, вие ќе направите хуманитарно дело. Генералниот просперитет зависи од доделувањето на права на секоја гранка на човечкото семејство. Оние кои се начело на цивилизацијата се должни да ги помагаат своите назадни браќа. Вистината ќе избие од океанот на мистеријата само преку највисокиот развиток на најголемиот број. За да се кренат до нивото на нивните европски браќа, на албанците не им треба ништо друго освен светлината на современата наука. Правото да го култивираат сопствениот јазик ќе биде гаранција за нивната полноправност. Англиската дипломатија, помагајќи ги албанците во оваа легитимна насока, ќе направи услуга која е вредна на албанската прочуеност и реноме ќе направи услуга која е вредна на незината прочуеност и реноме за неинтересирана филантропија. Албанците се доволно дарежливи да бидат вечно благодарни кон својот благотворител. Ова е многу битно. Да. Ополноправувајќи ги албанците,
англиската политика може да им стави крај на бесконечните компликации на истокот. Албанците се доволно скромни да не истапуваат со преувеличени претензии како оние на грците и бугарите. Англија, ползувајќи го своето влијание во име на автономија за Албанија, би ја зголемила својата предоминантност во рамнотежата на силите на Балканот. Таа секогаш би придобила елемент кој е верен на нејзината политика и повторно, значи да го повторам ова. Таа за секогаш би придобила елемент кој е верен на нејзината политика и да бидам попрецизен, авангарда против опасната инвазија на панславизмот кон истокот. Ние не сме против полноправноста на нашите соседи од други народности, но истовремено сакаме да ги сачуваме нашите природни граници. Грција ја најде својата природна граница на северот. Стара Србија е ништо повеќе од историски термин, сеќавање за испарливо царување на српските императори. Монтенегро, односно Црна Гора, веќе има грабнато неколку албански области. Македонија во своите вистински граници треба да има космополитска автономија, неутрална и под европска управа, бидејќи таа не посетува изречит национален карактер. Сите народности на Балканот таму се измешани. Две работи. Првин околу јазикот само. Не, само една работа. Вика вака. Албанците, христијаните, како и муслиманите со векови ја леат својата крв во чест на империјата. Католичките планинци се бореле под барјакот на нивните поглавици против Русија. Гледаш ти негде католици и муслимани натака или стои само католиците албанци? Да. Што кажува тоа? Свесно сокривање дека наметнување дека на европската јавност дека во тој дел на писмото ги нема муслиманите, значи свесно наметнување дека се во прашање католици. Да. Дека нема муслимани. Се минимализира муслиманите. И тука е големиот проблем. Да. Тие во име на борбата на католиците против православието, тоа го зборува понатака во писмото, да, бараат подршка од Запад, да, од Англија. Да. Таа е една голема лага. Да. И таа лага обстанала до ден денеска во западниот свет. Бидејќи западниот свет немал контакти со албанците, со муслиманскиот свет. Да. Во мерка во која ние имаме. Да. Кои сме живееле заедно со нив. Да, овдека муслиманите се многу како да кажам, подчинливи, покорливи, тие глумат, продаваат финска, и не се покажуваат, дури сега со ова што станува овој джихадот, сега почнуваат да го покажуваат вистинското лице. И тука е проблемот, јас кој се навраќам секогаш на македонската историја, што е лажно прикажана улогата на албанците во стварањето на македонската држава, почнувајќи од Илинден. Да. И светот добива една слика друга за албанците, дека тие на вистина не се луѓе кои бараат туѓи територии, бараат ширење, експанзија на туѓи територии. Да. Затоа што самиот Праусфорд во друго место на книгата го опишува начинот на кој албанците се населиле во Македонија, односно дека тие се населуваат исклучиво како благодарение на нивната муслиманска вера за време на Отоманската империја. Во некаде почнуваат во 17-тиот и 18-тиот век воглавно се случува тоа. Доаѓаат во Македонија преку плячкање, убивања, силувања, заземања на територија. Извршители на турците, да, како слуги на турците во извршувањето на злоделата. А нашата официјална политика е секогаш да ги даваме легитимитет на тоа тврдење на албанците дека тие се автохтон народ во Македонија, дека ние сме мултиетничка држава, дека ние ќе бидеме, еве сега ова што се случува сега и на западот, ова мултикултурализмот, дека ние сме всушност пример пандан за тој мултикултурализам. Па еве гледаме што се случува, значи она што се случуваше во Македонија сега се случува и на западот. Да. Затоа рековме во една емисија дека Македонија беше инкубатор на идеите на Сорос и на шеја со смаши на групацијата за мултикултурен свет. Да. Втората работа овдека, значи првата работа е тоа што албанците
многу итро и многу подло го целиваат газот на западот. Она што ние како македонците одбиваме да го направиме. И сега јас не викам да бидеме и ние подлизовци, меѓутоа мора малку да го промениме нашиот однос како постапуваме со западот. Треба да останеме достоинствени, меѓутоа не можеме ние сега да им се джиткаме на овие што се поголеми од нас и да викаме кои сте бе вие. Ние знаеме кои сме ние. Не, тук проблемот е многу поинтересен. Ние секогаш сакаме да видиме зошто Америка прави, да кажем, интервенција таму и таму. Јас се сеќавам, бев уште во основно училиште, кога ни изведоа на протести против војната во Виетнам. Што нас не интересира војната во Виетнам? Морам. Нас не интересира Македонија како држава. Да. Имав една полемика, и тоа ќе објавам овие денови, ќе ја повторам, бидејќи објавена со професорката Ванковска. Таа беше загрижена за погибијата на синовите на Гадафи. Да. И јас тогаш ќе обрнам внимание дека да ги оставиме ние синовите на Гадафи, тие си проблем на либискиот народ. Да. И на Либија. Да се освртиме кон тоа ние да не правиме, да бараме Македонија да биде поддржана од Америка, да бидеме пријатели со Америка. Да. Сега ние секогаш, иако сме минорни во светот, не, како зрно песок сме во Сахара, ние ќе држиме лекции на сите како да се однесуваат во нивното однесување. Не. Нивните принципи се едноставни. Сакаш да имаш подршка од мене? Не ми се мешај во моите внатрешни работи. И во моите, што ги правам јас, работи навред светот. Мешај се во односите меѓу нас. Барај да ги подобраме односите кон твојата држава. Да. И тука завршува се. Тоа е она што сите наши и интелектуалната елита, која јас се викам под наводници, која нема интелект ни 2 грама, бидејќи тоа не го разбира, таа го гради интелектуалното свое ниво викам под наводници, со тоа што расправа за светски проблеми. Да. Бидејќи за тоа никој не ги кара во Македонија. Да. Удба не име на врат за тоа, но ако чепнат да барат македонски права за македонците, знаат дека ќе пострадат и затоа тие, за да покажат дека тие нешто се над обичните луѓе, се расфрлаат со големи работи, со Гадафи, со Садам, со Чавез, со не знам кој. Да. А тоа се случуваше што се случувало во Македонија 45 до денеска. Прогонот на за инакво политичко мислење. Да. За искажан збор. Додека беше на сила законот за како беше, деликт, за вербален деликт. Колку луѓе заглавија затвор. Да. Сите во досиејата, сите поети, сите писатели во Македонија се следени од удба. Сите главен во прогонот бил Ице Бабановски, мислам малку се далеч, но е многу битно. Сите нивни дела се читани и ако напишал нешто што по оценка на Ице Бабан е сакал да каже дека Македонија, македонци нешто да веднаш тој човек става националиста и му отворено досие. Да. Каде е таа интелект? Се отворија досијата и слегоа црните страници на удба. Има преку 200 кусур досиеа. Преку 13.000 страници, од кои се 12.900 страници, можам да кажам, досиеа. Да. Каде е таа интелектуална елита да проговори за тоа? Молчи. И сега нормално е дека ќе молчи и за законот за смена на името и за неуставното подпишување на закон за јазици. Да. Тука е Па и во односи на ова второто околу јазикот. Македонците имаат јазик кој што оди до памтивек. Да. Ние сме писмени барем од 9 век со киричното словенско писмо.
Точно. Република Македонија добива писмо и јазик во 45-та година. Па зарем тоа не е самите зарем не си го сечеме коренот. Да. Самите зарем не си го сечеме стеблото на кое што седиме. Тука е. Постојано, значи, самите си го уништуваме култивирањето на нашиот јазик. Македонскиот речник е најсиромавиот меѓу речниците на балканските народи. Да. Ако отиди на Google Translate, стави македонски, бугарски, хрватски, чешки, било каков, и удри некој збор од англиски, ќе добиеш на сите други јазици, добиваш по 5 по 10 различити збора, на македонски добиваш еден, и често тој збор е оној англискиот збор само на македонска верзија. Се фаќаме, оној ден имаше некој ти беше префрлил, демек така да било србизам. Зошто сите други словенски народи можат да ги користат сите зборови во словенскиот речник, само ние мораме да се држиме до најситниот дел. Знаеш што, тоа беше повеќе немање на аргумент за она што дискутираме и требаше да се префрли дискусијата, но ти си прав за тоа што збориш. Тоа се префрли дискусијата на нешто небитно, што е најнормално да се користи, да се проширува опсегот на фондот на зборови. Не можеме ние да се ограничиме на она што е запишано 45-та година, кога Блаже Коневски го правил македонскиот јазик, кога го кодифицирал. Што ќе правиме ние тогаш? Као што треба да останеме на дрво. После 100 години, или да вика дека ние сме луѓе кои се уште на дрво. Ако обстане македонскиот јазик до тогаш. Како тргна ова власт. Тоа е... Значи, како што рековме, ќе завршиме оваа дискусија околу двојазичноста. Ова е само провокација. Нормално дека еве сега нити Ѓорѓи Иванов повторно ништо не прави, немојте да очекувате од политичарите дека ќе направат нешто. Ваше е да го сочувате јазикот, ваше е да ги сочувате песните. Како нема да сторат ништо, извини, те прекинав политичарите, бидејќи тоа ние сме го рекли до сега 100 пати. Ниеден од политичарите не е избор на народот. Сите се избор на службата. Тука, се потврдува секој ден тоа. И ако некој се обидува да ни каже дека сега тоа се луѓе на ција, па на овој, на оној. Има народот удел во тоа, ќе дојдеме подоцна во дискусијата за тоа како е народот, кој е уделот на народот во сето тоа. Се огласи господинот Јоханес Хан во интервју за Мија. Интервјуто, односно ова е изводок од текст од express.mk, вели попусто е северна без реформи. Цитат од интервјуто, од текстот: комесарот за проширување во Европската комисија Јоханес Хан во интервју за Мија вели дека одлуката за старт на преговори на Македонија се уште не е гарантирана, додека не се испорачаат клучните реформи побарани од страна на ЕУ минатиот јуни. Посебно реформата на разузнавачките служби, борбата против корупцијата и реформата на судството. Па добро бе, човеку. Кој беше оној кој што им рече на зајковци да се ползуваат со балкански методи? Кој е тука будалата? Дали сме ние будали што воопшто го третираме овој човек како нешто, или тој што мисли дека ние сме идиоти? Дали ги прочитал писмата што ги пративме, посебно на што се осврнавме, дека службата не може да се реформира. А како ги се реформира кога тој им вика користете балкански методи? Затоа не може да се реформира. Бидејќи тој ако ги сватеше нашите писма сериозно и ако влезеше во суштината на она ние што говориме во писмата, ќе му беше јасно дека екипата која е околу Заев и која ја собира Заев, уствари екипата која го донесе Заев на власт, не е тоа ЦИЕ, немој да се лаже дека ЦИЕ во прашање. Екипата која го донесе на власт Заев е таа која ја држи службата. Таа е врвот на заробената држава. И сега, кој е Заев против нив да оди?
хан си кажува приказки, бидејќи на него е битно му завршува сега. На него му требаше голем резултат, политички, а еве, решавањето на името, за да си брка избори, повторно да влезе во Европарламент. Да. Кога ќе добиеме време, веќе како што реков, имам премногу должности, но ќе се обидам да одвојам некој ден-два, да напишам едно писмо до австриските медиуми, Да. затоа што Хан е наводно припадник на Народната партија на Австрија. Ќе пратам едно писмо до австриските медиуми и до австриската десница да едноставно да им посочам какви вредности шири овој човек. И да видиме како ќе реагира. Дали се тоа да стекнеме уште едно ние видување на потврда да имаме кај нас. Дали некој, бидејќи со Народната партија ВМРО градеше многу години односи во Австрија. Мисля со Хасбурговци. Кога и беше најтешко на Македонија, јас не видов некоја поддршка од таа наводно голема дружба меѓу Хасбурговци и ВМРО ДПМН. Дали некој не лажел дека се толку блиски односите? Или пак сега тие може да си имаат лични односи, да си на кафе, добар муабет да си. Тоа е друго нешто. Да. Ние зборуваме за јас личните мои односи со некои луѓе никош не ги споменува. Да. Ако тие односи не се во корист на Македонија. Да. И тие не ги споменува, но праваме една дистинкција, она што е личен однос, е личен однос и тој не треба да го дигаме на ранг на ако си амбасадор во некоја земја или ако си некој нешто во владата и ако имаш односи со некого од некоја друга држава, ама се лични, немој да ги креваш на високо ниво. Да. Џон Битов беше пример со Малруни. Да. Да не се враќаме на тие. Излезе и друг текст, овој пат од хрватски портал direktno.hr. Да. Текстот е под наслов Операција А национална левица е успела, Република Македонија преминула 11. сријечна 2019. Текстот е извонреден, во него се во рамка на две страници се опишува целиот процес како Извонреден текст. Што за овие работи што случија некаде од 2016 на. Ова е за мене најбитното. Со смртта на Република Македонија според тоа може би е направен чекор спрема влезот во ЕУ и НАТО. Каде што уште на Македонија одамна и е местото таму. Туку е убиен и цел еден политички народ и продадена неговата историја. Во една реченица, Северна Македонија и нејзиниот устав и нејзиниот нов устав ги става македонците како нација со законска положба во каква што биле пред Илинденското востание. И сега за жал тоа никој не го искоментира. Никој не сака да го искоментира и никој не сакаше да го... И што е вистината во да. Таа реченица. Сега еден наш стар пријател, поранешен дисидент, скокна на коментаров и вели, па да, во пред Илинденското востание македонци се идентификувале како бугари. Што нема врска со ова што е напишано тука. Во време на предилинденскиот период, во време на турско, македонските словенските христијани, кои што точно биле идентификувани се само идентификувале како бугари. Тоа не е битно. Битно е што тие биле второстепен народ, второстепен граѓанин, што за нив немало ниту право, ниту правдина, ниту повеќето од нив немале право ниту на собственост. Целиот даночен товар паѓал на нив. Албанците, муслимани, турците, башибузуците можеле да прават што сакаат со нив. Да ги убиваат, да ги силуваат, да ги плячкаат и да не одговараат.
Тоа е проблемот. И тоа веќе се случува во Македонија. Веќе колку години наназад македонци се убиваат од албанци и никој ништо не одговара. Да. Па тоа бил и случајот до ослободувањето и во Бугарија. Додека Бугарија не е ослободена од турското робство. И тие биле сметани како луѓе од втора категорија, како народ од втора категорија. Секаде и Србија, сите кои биле до ослободувањето, до нивните ослободувања од турците, биле сметани како раја. Тоа е кавури. Каур, да. Кавур, тоа е неверник, односно не човек. Не човек, не муслиман. Да. Тука е тоа пораката на текстот е таа. Жално е што никој не сака да ја разбере. Не сакаат да ја разберат многу свесно. Па све. И полека одиме до таму. Меѓутоа, ајде првин ајде одиме до таму. Зошто не сакаат да го разберат тоа луѓето? Тоа е, повторно се враќаме на она, имаше и нешто друго што од нашата 8 епизода, кај што зборуваме околу тоа дека македонците одбираат да бидат мрзеливи и затоа им веруваат на лагите на политичарите. И повторно и тука имаше некои коментари кои што свесно го вадат тоа што го зборуваме од контекст и не сакаат да го прифатат. И она што даваат поединечки примери на немрзливи луѓе. Па тоа секаде има пример да најдеш дека тоа не е 100% дека не се сите луѓе такви. Но ние зборуваме за принципот, за мнозинството. А што е всушност мрзеливоста? Мрзеливоста е одбивање да се земе лична одговорност. И сега, сите овие знаат дека и тие се виновни во сето ова што се случи. Меѓутоа, намерно одбиваат да го признаат тоа. Одиме на следната точка. Во мојот текст од пред референдумот за суштината на договорите на Заев го напишав следново. Дали поради тоа што македонците не покажаа желба да направат вистинска држава, туку решија да останат во истиот модус како и пред распадот на Југославија, или пак поради личните амбиции на поединечни фигури во европската бирократија да се прослават како дипломати кои го решиле нерешливиот спор, се чини дека и меѓународната заедница најава Македонија да ја врати во великосрпската преградка и се учествува во вршењето притисок врз македонците со поддршката на нелегалниот договор Ципras-Заев. Не верувам дека ќе одидат до крај, односно не верувам дека ќе се учествуваат и во фалсификување на референдумските резултати. Мислам дека референдумот ќе пропадне затоа што договорот е наменет да пропадне и резултатот ќе се почитува. Но пораката на договорите кои ги случи Заев ќе биде јасна. Доколку сакате да го сочувате овој идентитет, кој што е суштински идентитетот изграден од србо-комунистичката власт, мора да се вратите во Југославија. Ова вториот дел од пасусот се покажува како неисправен, односно меѓународната заедница дозволи да не се отпочитува резултатот на референдумот и дозволи да се направи фалсификат и во собранието. Кажи. Ај заврши, па јас ќе сепак се држам до таа прогноза и мислам дека не и покрај ова што се случува суштината останува иста. Зошто го велам тоа? Влегуваме во период кога Версајскиот светски поредок се распаѓа. Европската унија нема да трае, Македонија нема да и пристапи на Европската унија затоа што Европската унија нема да опстои кога Македонија ќе биде подготвена да влезе во Европската унија. Нема да опстои во ваква форма и со вакви цели. Може би ќе стои како некоја повторно европска заедница на национални држави кои ќе користат заеднички пазар. Ние говориме за ваква ЕУ и за вакво НАТО кога говориме. Ова комунистичка мултиетнички заедници кои се далеко од она што беа зашто беа основани. Меѓутоа,
сега доаѓа на ред едно повторно разигрување. Да го ставиме во некаков си историски контекст. Денеска ова што се случува не е 46-та, не е 1919-та, туку е 38-та, туку е 1908-та. Да. Допрва ќе се случуваат работите. Да. Ова е почеток. Ова е почетокот на крајот. Меѓутоа, зошто велам дека повторно најголемата опасност за Македонија доаѓа од Србославија? Пред 7-8 години излегува текстовите околу досијата Стрелец, Ибар, Вујко, Мама. Да. Во нив беше опишано дека всушност овие предводниците на ОНА, на УЧК, на ОВК, на УЧК и кои што потоа се претопија во ДУИ, биле всушност соработници на српските тајни служби. На југословенскиот КОС, потоа ги превзема српските служби. Да. Бидејќи КОС веќе преминува исклучиво по српска надлежност, кога истапуваат од Југославија, кога се вистински се двојат Хрватска и Словенија, и КОС веќе губи интересот за рече сите војни лица премина во собствените војски на Хрватска и на Словенија. Албанците ги прибра БИА, српската тајна полиција ги прибра кај себе, што беа во КОС. Бидејќи албанци немаше многу во УДБА. Сите се регрутирани, грото на албанци, и бе правена регрутација да работат за КОС кога биле во војска. Затоа сега нема нова гарнитура на албанци, млади албанци, кои се соработници на српската служба. И затоа не може да се откаже српската служба од услугите на Ахмети и на таа гарнитура на Ибар, Вујко, Мама, на тие сите, на Вујко му на Ахмети, бидејќи со тоа ќе изгуби контролата врз ДУИ. Затоа не се судат, нема судење на врвот на ДУИ за криминал. Затоа албанците, иако не ги сакаат, гласат против нив. Обичните луѓе, албанци, не сакаат криминалци да ги водат. И сепак таму има многу честни луѓе кои сакаат да живеат нормален живот. Не се сите албанци незаинтересирани за нормален живот. Виделе по Европа, со години работат по Европа. Виделе што е разликата помеѓу животот во старите албански семејства кај што живеат по 10 семејства и во кланови, во кланови. И затоа селата многу пати моите пријатели од Куманово ќе ми кажат дека селата околу Куманово кои се беа населени со албанци се празни скоро. Тука е целата работа. Сите тие, некој може да ми говори што сака на мене, да ме убедува дека Ахмети е човек на не знам која служба, не. Сите тие се работа за српски интереси. Војната 2001 година е договорена во Белград. Зошто? Идејата... Која е целта на таа војна? Идејата на таа војна, бидејќи Македонија беше со однесувањето на македонците, под наводници македонци, во времето на агресијата на НАТО интервенцијата на Косово, Македонија беше против НАТО. Особено против американците, како нив ги гледа македонците како столб на НАТО и главни носители на интервенцијата. Американците, македонците ги гледа американците како главни носители. Затоа беа протести и затоа беше запалена и американската амбасада. Но целта на војната беше да се покаже, целта на војната србите што ја предизвикава Македонија
македонците, меѓу УЧК и македонците, беше да се прикаже дека албанците се лошите момци. И еве, на Македонија која им помагаше во бегалската криза, тргна да ја освојуваат. Неспособноста на македонски, посебно улогата на Борис Трајковски, која ќе дојде време кога ќе биде разјасната, допринесе да се игра српската улога и да се доживее пораз. Албанците се пред малку ти многу убаво објасни. Многу убаво ја искористија таа можност која им ја дадоа србите на тацна. Да. И преку победата во војната го издействува Охридскиот договор. Србите се понадеваа дека бидејќи на Косово не успеа да направат ништо, го потпишаа договорот 1234 по Кумана. Мировниот договор 1244 со меѓу Србија и Косово. Не го имплементираа договорот, бидејќи беа свесни дека не може да постават своја војска таму во како што беше во договорот во дадени енклави, едно другото. И тие беа свесни дека мора да се решава прашањето со менување на границите. Но не со војна. Не со војна која ќе ја предизвика Србија. Да. Значи, сега од 2001, од моментот кој е потпишан договорот, Охридскиот рамковен договор, Србија цело време се надева војната да избие во Македонија, повторно да избие војната меѓу во Македонија помеѓу македонците и албанците. Идеално за двете страни македонците да бидат исклучени, бидејќи ни на албанците да им одговара да бидат тие кои ќе бидат покренат војната. Да, тие мора да глумат жртви. Да. Еве го гледаме ова писмо од пред 100 години кое што е пишано во истиот тон. Иако има еден куп докази изнесени во овие години од 2001 па навак за улогата на чии луѓе се досијата, чии луѓе се водачите на Ахмети и дружината. Дека се тоа луѓе на БИА, на српската тајна полиција. Досијата беа доставени во Македонија. Кој лаже дека досије може да се фалсификува? Може да се фалсификува една страница. И тоа само ако се замени името. Инаку, она што е напишано натре, тоа се опишани случаи кои се случиле пред години и години. Не може никој да објасни дека денеска, после да фалсификува досие, дека што сум работел денеска јас и ти. Единствено, тој ден, тој што не следел, кој бил покрај мене, ќе даде денеска извештај за тоа со кого сум се сретнал, што сум разговарал ако бил до мене. И тоа ќе биде веродостојно. Не може никој да го фабрикува досието. Да, и што има уште една работа во овие досиева, поради тоа што луѓето немаат видено доволно досие, немаат прочитано доволно досие и сега лесно е некој да ги манипулира за такви работи. Кога се води досие против некој, тоа е една масивна истрага. Правило на истрагите е да се има постојано да се има соработувачки извори. Односно, ако јас дадам извештај за нешто, за некаква случка, инспекторот бара потврда од друг извор. Така да за секоја, за секоја случка има по 2 до 3, ако не и по 4 извори, за да се потврди дека тоа е навистина она што се случува. На тој начин службата ги контролира и изворите и веродостојноста на она што се затоа успеа да се одржи до денеска. Бидејќи таа и кодошите се кодошат меѓу себе. Тоа е основната работа на службата. И затоа тие држат се под контрола.
бидејќи прв пат кога ќе го фатат, втор пат кодошот дека ги манипулира, тие знаат дека и ќе го предупредат. И тој веќе не смее да. Значи се знаат, служба вика све зна. Па се знае затоа што и тој што е кодош, што мислиш дека ти не те контролира тебе, тој те контролира и тој. Тоа е. И сега таа наша желба да повторно да ја префрлиме топката на некој друг, дека американците стоеле зад Ахмети и дружината, за да ја нема Македонија, повторно премолчуваме дека тоа е српската служба. И значи тоа е она што сакам да го потенцирам. Во годиниве што ќе следат, може би ќе биде една година, може би ќе биде 5 години, нема да биде ништо повеќе од негде 5-6 години. Не, тоа е многу долг период. За сето ова да се. Да, види зашто зборам така. Ова што се случи со неприфаќањето на референдум Европа, што зашто не ги прифати резултатот од референдум. Според мен има една многу така. Зошто ги прифати? Не ги прифати резултатот од референдумот од Европа. Во Македонија за јазикот. Да. А за јазикот? Да, за јазикот говорам. Да. Не за јазикот, него за името. Да, не рече дека ќе се оди во собрание да се гласа. Да. За да се потврди да се добие време. Да. Бидејќи ако беше постигнат договор меѓу Косово и Србија за корекција на границите, тогаш ќе немаше проблем да се прифати. И како сакаш, тогаш ќе можеби ќе го прифатеа референдумското изјаснување дека е договор, бидејќи тоа ќе беше причина албанците ќе се двојат. Не разбираш што е поентата. Бидејќи беше битно да се чека момент кога Србија и Косово ќе направат договор со кој ќе ги решат меѓусебните проблеми. Ќе се реши статусот на Косово и границите меѓу Србија и Косово. Статусот на северниот дел на Косово, Косовска Митровица, и статусот на Прешевска долина. Албански интерес е Прешевска долина, српски интерес е Косовска Митровица. И тоа е сега преговорите кои се водат. И интензивно се преговара за тоа, за тие граници. Албанците сега веќе добија не се федерална веќе, Македонија не е веќе федерална држава. Таа е унитарна држава на албанците, бидејќи. Зошто зборам така? Ако погледнеме повторно законот за јазици, казниво дело е ако него користиш албанскиот јазик. Во институциите казните се енормни. Такво дело таква казна нема за некористење на македонскиот јазик. И тоа е дека и Македонија сега, дали ќе се задоволат албанците, а ќе се задоволат бидејќи им треба многу време да ги освојат и источните делови на Македонија. Да. Така да не би ризикувале, барем според мене, не би ризикувале да чекаат 10 до 15 години за да и да не го решаваат спорот со Србија, за да ја окупираат цела Македонија. Да, затоа што потоа тој ќе биде проблематичен дел, тука ќе има ќе треба со малцинства да се премногу е. Да. Мислам, тоа е една теорија, прв пат ја споменам сега, инаку сум ја споменувал во дискусиите на Facebook, кој знае колку пати на форумите. Тоа е идеја на Стипе Месиќ. Како председател на Хрватска, тој гостуваше секоја недела на едно хрватско радио тука во Канада и одвојуваше секој ден, секоја недела по половина час. Одеше во живо. Така да секоја често, а он беше голема работа, ама знае дека овдека диаспората е многу силна и тој свесно го правеше тоа и имаше поддршка од диаспората.
тој објасни план зошто на него по почетокот му се лутија многу зошто сака да ја обнови Југославија. И тој испровоциран од се поголем број најавување во живо. По емисијата почне да го плука и да се кануваат Хрвати. И тој вика, иако не сака вика да откривам што е поентата, но вика ќе објаснам, бидејќи на вас ќе ви стане јасно дека сум во право и вие ќе треба да ми дадете поддршка за ваквиот план. Вика, ние немавме време, вика, во Босна и Херцеговина да створиме Хрватска држава, како Република Српска. Бидејќи, вика, тогаш војувавме да ја ослободиме Хрватска, што беше побитно. Но вика сега, бидејќи се готово формирани се, вика со нашето ширење, со природ, со доселување на васлика од надвор, кој потекнуваат од Херцеговина, од подрачјата кои треба да ги припоиме на Хрватска и да има да се скин да се точно да се припои Херцеговина со Хрватска, ќе го направиме, вика, тоа ќе бидат последните 10 до 15 години. Тоа е исто, вика, исти плани на албанците. Тие, вика, ќе го освојат делот на Прешевска долина, може вика, ќе стасат и до Диш. И, вика, Македонија, никој не знае колку, вика, од Македонија, дали ќе биде цела Македонија, со нивниот наталитет и со нивната раселување низ Македонија. Вика, тоа е патот. И тогаш, вика, пак ќе се растури Југославија. Но ќе се растури во една сосема нова форма. Други граници. Ова е, значи, она што адмиралот Домазет лошо го нарекува асиметрична војна. Да. Војна без војна. Да, војна без војна. Војна со населување, раселување. Да. Сега затоа е многу опасно се во овие отворени граници, големи миграции. Се населуваат муслимани од секаде на светот низ Европа. Да. Тоа ќе се плати скапо некој ден. Значи, она што сакав да го речам, да го заклучиме ова, е следи повторен период на разигрување. Да. Повторен период каде што ќе се прецртуваат први на алијансите, а потоа и границите. Веќе ова Вишеградска група е едно обновување на Австро-Унгарската империја. Само Австрија фали таму. Сега малку се од друга страна Отоманската империја се возобновува. Нивните упоришта на Балканот ќе бидат Босна и Албанија. Албанија мисли со Косово, бидејќи веќе граница не постои меѓу Албанија. Да, албанците. Албанците, боснанските муслимани и албанците. Тука е Рашката област. Санџак. Така што Турција има силно упориште на Балканот, па тие 6 века се биле тука, само едва еден век и нема. Во Бугарија имаат силно влијание. Во Бугарија имаат силно влијание, да. Така што ќе бидат овие период што предстои ќе биде многу сериозен и затоа мораме да го прифатиме како таков. Да. Се дури на работиве гледаме несериозно, повторно ќе не смеле тркалото на млинот на историјата. Во таа смисла, да продолжиме на последниве 2-3 точки. Деновиве откако се случи овие работи со промената на името и подпишувањето на талјат на законот за јазици, се погласни се критиките дека Мицковски е крив. Целата вина, сега од него се прави она жртвено јагне, и целата вина за се ова му се префрла нему. Како е можно човек кој што е предводник на опозиција едва година и пол, да е виновен за работи кои што случуваат од кои што ги работи власта? Да, и кој што се пропусти на претходното раководство на ВМРО ДПМН.
и на Груевски и на Љупчо Георгиевски. Значи, на двете раководства кои биле на власт пред мислам, не би сакал да не сватат сега дека ние сме бранители на Мицковски. Воопшто за него немам некое мислење. Тоа е сосема друго нешто, зборуваме за сосема нешто друго. За принцип збориме. За принцип и да ја откриеме каде е играта. Бидејќи овдека не се напаѓа Мицковски за така, само за да се префрли вината врз него. Туку се прави обид под две основи. Да се донесе човек кој ќе биде начело на партијата, кој е 100% човек на службата. Мицковски можеби не е доволно, како да кажам, доволно сигурен, можеби има некои други слабости, па не може да ја изведе играта која треба да биде изведена. Да. Играта која што треба да биде изведена е она што го зборувавме, дека македонците треба да бидат агресори. Значи, сега идеален човек на службата е некој како Филип Петровски или како овој Палчовски, што настапуваат агресивно, ама некој уште по-агресивен, кој што настапува агресивно и кој што ќе повикува на некакви насилства и на некакви... Палчов се уште не повикува на насилство. Ама има еден милитаристички имаше, веќе го нема, тој го изгуби. Свати дека тоа е веќе не... Тој игра добар полицаец. Филип е лошиот, Палчо е добриот полицаец. И тука е тој... И затоа уште има некои така ситни кои се за милитантно решение, и тоа може би ќе биде решение кое најмногу го посакува. Ако не се дојде до решение на маса меѓу Србија и Косово околу менување на границите, ќе мора да има војно решение. Да. Бидејќи тогаш во војна се прават нови сојузи и се менуваат после војната границите. Да. Така, границите се менуваат само со војна. Да. И тогаш е многу лесно да се направи сојуз на православните браќа Македонија и Србија против Албанија. Да. И војната ќе заврши со преговори. Да. Во тој сојуз меѓу православните браќа Срби и македонци ќе има гаранција дека ќе опстане овој идентитет кој што е граден од 45-та на... Да. Ќе се поништи Северна Македонија, ќе се поништи се. Ќе се поништи договорот со Бугарија за... Да, тоа сигурно. Со Бугарија, ревизија на историјата. Да, со Бугарија мора се поништи, бидејќи... Затоа што тој договор е клучниот договор во сево ова. И затоа овие што... големата лага. Да. Сега, во таа смисла и повторно се најавуваат овие, испаѓаат овие мемиња и статуси дека ете сега Бугарија и Албанија ќе делат Македонија. Каква е таа глупост? Каква подршка има за Бугарија во Македонија? Ако не е удба, ќе нема подршка за Бугарија. ако таа не ги прави бугарашите, нема да има еден жив бугараш во Македонија. Но ова околу Мицко е крив ме води на следната точка. Оној ден постирав едно видео, го најдов на YouTube, од прославата на влезот на Македонија, на бившата Југословенска република Македонија во Обединетите нации. Фиром. Тоа е од април 93 година. Да. И прослава од плоштадот, тогаш дали беше уште Јосип Брз Тито или видна плоштад Македонија. После видна Македонија. Со видеото прикачив еден онака полупровокативен статус, темек кога се смени името Македонија, кога веќе го предадовме името Македонија, немаше ниту бојкоти, ниту жолти елеци, ниту молотови коктели, ниту баш тоа го напишав, ниту молотови коктели, ниту перданки и малихери, туку имаше прослава на плоштадот. И се јави некој си тамо што знае се и одма, еве, значи ти си за
за насилство. Насилство, да. Не бе, другар. Намерно се правиш дека не го разбираш она што го зборува. А се правиш дека не го разбираш тоа што го зборувам, затоа што потоа се искажа дека одма почна да продава зелени, дека ете тогаш било само опис, а сега ова е име, па ова па она, па и ова е сега опис ако е така. Се име е друг збор за опис. За опис, да. Што е тука зборот? 93-та година кога се правеше таа прослава, плошадот е малтене полн. Да. Тогаш свесно се направивме будали дека не ни се случило тоа што ни се случи. Имаше само протест и кој беше организиран во универзалната сала. Беше полна и имаше малку луѓе надвор. Имаше, мислам, малку кога велам, тоа е, значи, беа се вкупно 2000 души на тој протест против името. Ништо повеќе. Тоа е сликата како се прифати и тогаш на колку луѓе им велевме. Ова е промена на името. Не, вие не разбирате ништо. За 2 месеци ќе го врати Киро името. Вие не го знаете Киро. Киро е... Чекай, зошто сите се правеа будали и уште се прават будали? Ако името го враќа, зошто треба да го дава? Да. Тоа беше главното прашање. Добро, зошто ако го враќа после 2 месеци? Како што изјави на телевизија. Зошто го дава сега? Што е разликата? И тогаш стаса документот, зашто објавен во глас во тоа време, спогодбата меѓу Грција и Македонија, да се вика Република Македонија Скопје. Затоа Глигоров велеше 2 месеци. Очекуваше дека во тие 2 месеци ќе го протурка се низ собрание, низ парламент, се ќе биде готово. Но реакцијата, иако немаше масовни протести, веќе луѓе не беа информирани до крај. Но пратеничката група на ВМРО да помоне, и пратениците, и голем дел од интелектуалците, кои за жал во овие години починаа, пружија отпор. Глигоров свати дека тој ќе биде обвинет за големото предавство. И се повлече, бидејќи во една изјава Стево Црвенковски 2004 година во летото пред изборите, вели дека преговарање за името. Никогаш Македонија нема да преговара за името, бидејќи името со тоа ќе го изгуби идентитетот и јазикот. Ако го смени името. Значи, тие се свесни. Јас го имам оригиналното интервју. Свесни се, Глигоров е свесен во што влегол. Ама, мислеше дека народ, луѓето се толку глупи, дека може да им ја продаде приказната Република Македонија Скопје. И тој го донесе тој предлог во парламент. No. Кога биде дека е голем отпорот на пратениците на ВМРО. Затоа велам, во тоа време ВМРО имаше, сепак им беше ВМРО, да помне беше партија на ВМРО, на националните интереси на македонците. Потоа кој купија, веќе стана друго нешто. Но, и затоа Глигоров тргна раце. Затоа се уведе ембаргото од Грција. И се инсистираше на времената спогодба. За да се заштити Грција, современата спогодба, како трговски договор кој е направен, да се ги заштити интерес. Да не може никаде да влезе, да се промени тоа што го потпишал Глигоров. Фиром. Тоа е целата игра. Оној текстот што го цитиравме минатата недела од New York Times, да, дека Глигоров опуштал земјето, е од јули 92 година. 92 година. Да. Значи, тоа е повторно ќе нагласам дека тоа е текст кој што упорно се игнорира од македонската новинарска јавност. Не само новинарска јавност. Што работила амбасадорката на Македонија во САД?
цевчарката таа Ацовска, како беше. Што работела таа? Што работел Денко Малевски? За тоа треба се одговара. Додека тие луѓе. А сега Денко Малевски некој го промовира како консенсуален кандидат за председател на Македонија. Се треба во Идризово да заглави да никош да не излезе. Тоа е и сега и денеска. Тој текст, тој новинарски текст, наместо да го користи користеше власта на Георгиевски, на Груевски, да го користи Мицковски во разоткривањето на играта, дека ова не е, дека СДСМ затоа и дојде на власт, Глигоров, затоа е донесен, за да ја поништи македонската држава, а не да ја створи. По текстот толку јасно е напишан. Ти вика, САД и неколку европски држави сакаат да ја признаат Македонија под уставно име. Така ли стои во текст? Што пишува овој амбасадорот американски? Зимерман, да. Дека германскиот канцелар после признавањето на Хрватска и Словенија сака да ја призна и Македонија. Така ли стои? Да. Што сакаме ние? Двете најсилни држави на светот. Зборам од носителот на Европска унија, Германија те признава, сака те признае, САД сака те признае. Русија те признава. А зошто е тоа? Мината емисија зборувавме за тоа дека Македонија веќе нема некое геостратешко значење. Меѓутоа, во 91-а имаше и тоа. Имаше, како не? Тогаш работите беа сосема други. Тоа време беше едно друго време. Други геостратешки игри. Да. Тоа беше она што неколку пати го спомнуваме веќе во овие наши емисии. Американската доктрина за Версалските неправди и изјавата на Холбрук во Рамбуе, дека мир ќе има кога ќе се решат Версалските неправди. Тоа ти го спомена пред малку. Македонија се откажа, власта во Македонија се откажа дека Македонија онеправдана со Версај. И затоа ќе заврши вака. Таа ќе биде монета за подкусурување, за да се реши проблемот на Балканот. Да им се удоволи на оние кои што плачат. Што плачат. Како е мајката го зима детето што плаче. Така е. Да им се удоволи на Србија, на Косово, на албанците и на Србија. Нема и Грција, да не постои веќе страв дека некој ќе се јави и ќе покренува тужби, ќе прави да се вратат некои имоти на македонците таму, да ги прозива за геноцид врз македонците. Тоа е целата игра. Да се избрише македонското прашање, да не постои веќе никаде. Само ќе постои во глави на некои луди македонци. И еве последнава тема што сакам да ја продискутираме. Ти пред во есента напиша еден текст кој што е на Macedonian Information Center.org. Зошто дел од македонците го поддржуваат штетниот договор на Заев со Грција? Во твојот увод си го напишал следново. На една дискусија на Facebook напишав дека нема човек кој не го гледа фактот дека договорот со Грција за промена на името е погубен за Македонија, ама го поддржуваат договорот. Причината заради која го поддржуваат договорот ја објаснив вака. Ама пусто, мила коска за едни, цврсто менгеме во кое им се ставени јајцата на други. Односно, оние кои се плашат и оние кои го шират ставот, кои се истовремено исплашени за својата иднина, но од други побуди. Сега малку да продискутираме за ова второво, за овие со цврстото, со јајцата во цврсто менге. Да види вака. Многу е едноставно. УДБА со работниците, најбитните луѓе за нив, тие го креират јавното мнение, тие не се еден или двајца, или сме рекли колкава е бројката. Се обидува на секој да му најде
слаба точка, за да може да го контролира. Правевме мобет минатиот ден со тебе на таа тема. И ти имаш едно објаснување, но јас маце ќе го карикирам тоа објаснување. Ќе го прикажам многу поедноставно, поуверливо. Ми прсла цевка на улица, сум искупал дупка. Не сум ја врзал тој ден дупката, сум ја оставил преку ноќ. Ама не сум ја обележил никако. Поминувале група на луѓе, паднале во дупката. Еден или двајца загинале, неколку биле повредени. Останали инвалиди. Вината е моја, не е ничива вината. Да, доаѓа утре дента полиција и те апси за тоа несовесно како убиство од втор степен. Убиство без умисла. Да. И сега судот може да ме осуди. Нормално е да ме осуди на затворска казна. Да, затоа бидејќи погинал, загубен е човечки живот. Останале инвалиди луѓе. Да. Сега судот вика, добро, ти си малку имаш некој влијание во општеството, имаш некоја позиција изградено поради работата, поради едно, друго, трето, мислам, но си битен човек, не си... Ке те оставиме ние тебе, но менгемето, јајцата ти ги зимаме и ги ставиме во менгемето. Секогаш мора да бидеш за она што е наша во моментот агенда. И сега гледаш, луѓето менуваат... Сега човеков кој што бил своевремено националист, промакедонски ВМРО-вец, едно друго, сега одеднаш договоров со име во е супер. Ту нема проблем, супер. Затоа ги гледаш тие луѓе, менуваат ставови, како ќе дуне ветер. Не можеш да ги препознаеш луѓето. Едноставно, јас многу луѓе знам, бидејќи тие 10 години кога беше вистинската битка за Македонија, беа на браникот на самостојна и демократска Македонија. Беа носители на тој процес. Ги читам сега тие луѓе. Фејсбуков даде можност да следиш многу луѓе. Инаку, ако не беше Фејсбуков, ќе немав начин како некој пишуваат во весниците, некој од нив, некои пишуваат на Фејсбук и гледам какви промени направија тие луѓе. Не може да ги препознам тие луѓе. И тоа сега да направи една промена, па да кажеш, ајде. Но, тие во овие 18 години, како заминав, направија по неколку промени. Да. Што е всушност овде проблемот? Проблемот е што тие луѓе одбиваат да си ја земат одговорноста на своји гради. Плеќи. Значи, ова беше карикатура што објасни тиете. Да, ама таа е... Но тоа е тоа. Кај некои си зборувал полно пати, кај некои извршиле прелюба, да. Некои украле клешти од фабрика. Ама сега бракот е света институција. Да. Тоа е договор. Да. Си ветил на жена или на твојата сопруга или таа ти ветила на тебе дека ќе ти бидете верни до смрт. Така. Затоа во ВМРО прелюбата се казнувала со казна, со смрт. Затоа што ако ти вршиш прелюба на жена ти, ќе вршиш предавство и на организацијата, на каузата. Одбивањето на овие луѓе да си ја превземат својата одговорност и да си го платат својот долг. За... Сега, тука зборуваме за вистински криминали, за вистински грешки. Не зборуваме за нивни прогон поради нивните политички ставови. Не. Друго е друго нешто. Да тие не направиле ништо, никаков вистински и суштински криминал, туку да ги гонат исклучиво за вербален деликт. Да. Меѓутоа, овдека станува збор се повеќе и повеќе за случаи каде што луѓето прават вистински криминали, вистински престапи, вистински грешки, казниви дела, кои секаде ќе бидат казнити со сериозни казни. Да, дали во случајот на прелюба тоа е на лично ниво, на приватно ниво, меѓутоа и тука повторно следи некаква си казна.
Затоа што овие луѓе се кукавици кои што одбиваат да си ја прифатат одговорноста, тие се ставаат во служба на ѓаволот. Тоа е она библиската идеја за правење на договор со ѓаволот. Одбивањето да си го поднесеш својот товар, да си ги платиш сметките кои што си ги направил ти, придонесува до растурање на целото општество. Еве сега, зашто јас напишав еден текст така, краток за Игор Дурловски. Не го земам за пример, бидејќи ниту е член на партија, ниту има политички аспирации, ниту пак се гледа, се зачинува партија. Неговата, тој, јако можеше да бара амнестија. Тој одби и бара да биде суден. Тоа е за поздравување. Бидејќи сите други, што се со него, што одбија, не знам кој е четвртиот, но Ченто и Чавков, Чавков е партиски функција, бил на партиска функција, како човек на партијата, бил во МВР, бил во агенција, во УБК, бил во униформираната полиција. Јане Ченто повторно беше кандидат за пратеник на Јанко Бачев, сега беше во ВМРО, мислеше, не знам. Но тоа се веќе политички луѓе со политичка заднина. Како се вмешуваат од интереси политички во настаните на 27. Дурловски е чист, кај него е интересот македонски. Да. И затоа е неговото дело го двојам од сите. Е големо. Тој е спремен да поднесе и казна. Што е поголемо кај него, што дури тој нема ни сторено ни криминал. Ништо нема вино, тој нема вина никаква. Но, за да не сака да биде уценуван утре. Да. Ако му даде амнестија, ќе беше во Менгеме и тој. Да. Не смееше никогаш веќе да каже збор против власта. Ќе мораше да игра ако му свират. Да. Тука е гестот кој јас го... Затоа напишав еден текст пред тоа, пред овој, за како да се однесуваат пратениците околу тоа што ќе ги уценуваат за да гласаат за. Јас го изнесов мојот случај. Дека само јавно проговорување дека се уценувани од власта ќе ги спаси од уценување. И ќе паднеше и владата на Заев. Ќе беше расчистено дека на страните од 27 април се на места на работа од службата. Тие ќе беа на слобода денеска. Вака никогаш нема се на слобода. Ке се смени власта, не може да ги чува полиција нив до крај на живот. Како е тој живот ако ти треба да те чува полиција секој ден? Како е тоа ако ти секој ден треба да чекаш да ти кажат како да се однесуваш? И нивните деца ќе страдаат од шиканирање и такви и слични работи. Вие знаете како ваши ВМРО-вски свињи ви пишува на табла во школа. Да. Во таа смисла ова што го дискутиравме за професорот Игор Јанев е еден одличен пример за тоа како да се киксира и да едноставно и од чесен човек да и падне во замката, во канџите на удба. Поради оној негов несреќен и неосмислен, несмасен статус каде што повикуваше на некаква си ослободителна војна, веќе тој е бил на сослушување со... Не, го барале сега, дали е бил, не знам, но веќе го бара да го сослуша. Значи, против него сега службата има основ. Има основ за кој што ќе може да го гони и сега веќе тој реално, овој човек, веќе нема да е самиот тој. Веќе нема да е Игор Јанев. Тој веќе ќе биде искомпрометиран човек. Затоа, кога зборувам дека треба да го прифатиме христијанството во сета негова убавина и во сета негова длабочина, тоа е она што го
на она што мислам. Доколку си чесен, доколку се држиш на страна од од што би го рекол, промовирање на насилство. Да, промоција на неправедно насилство и на такви работи. Додека се држиш до 10 заповеди, не постои начин на кој службата ќе може да те фати во незината клјуса. Минатата емисија, и со ова ќе завршиме, и отпочнавме со тоа што рековме дека еве и покрај промената на уставното име на нашата држава, ние остануваме македонци. Меѓутоа, мора да ја појаснам дека таквата дистинкција не ја заслужуваат сите и тоа не може секој од овие што ги фаќаат на улица, посебно на што беше она прославата што ја правеше Заев за промена, за договорот со Грците за влез во ЕУ и НАТО, што не му искочи никој. Не знам кој беше, мислам дека Љупчо Златев беше со... Не сум сигурен, мислам дека тој идеше со камера и со микрофон. Прашуваше луѓе што доаѓате да славите, што е овдека, и сите се прават будали, па еве доаѓаме да славиме. Дали сте... Беше интересно како ги местеше. Дали сте за промена на името? Не. А што славите тука? Па влез во ЕУ и НАТО. А што треба да влеземе во ЕУ и НАТО? Па да го смениме името. Тие луѓе немаат право да зборуваат дека тие останале македонци или ќе си останеме македонци што има врска што е напишано во договорот. Не. Кога зборувам за кој има право да остане македонец, зборувам за мала група на луѓе кои што се бореле за Македонија, кои што твореле за Македонија, кои што зборувале за неправдите врз македонците од страна на режимот кој што управува со Македонија. Тие луѓе имаат право да се нарекуваат македонци до смрт. Сите оние кои што соучествувале во рушењето на македонското општество, на македонскиот идентитет, со одбивањето да си ги прифатат своите одговорности како граѓани, како сограѓани, како македонци. Тие луѓе никогаш немаат право да се нарекуваат македонци. Тие никогаш не биле и не смеат да бидат. И нема да бидат. Така да тие, можеби, ако добијат налог од службата, ќе зборат дека се македонци. Ама сега некои од нив се многу големи българи и тие се носители, тие се десетината българи во Македонија што го промовираат тој идентитет. Рековме се што може да се рече за оваа недела. Ви благодариме на вниманието и се надеваме дека ќе продолжите во нашата борба кон истражување, осознавање и ширење на вистината. Затоа што само вистината ќе не ослободи. До гледање. До гледање.